Поседницата на партиското претседателство од ДУИ ги објавија клучните елементи од преговорите за новата влада со било која македонска партија. Официјализирање на албанскиот јазик, продолжување на мандатот на специјалното обвинителство и забрзување на процесот на евроинтеграции се клучните прашања за кои ДУИ нема да попушти за време на преговорите со било која македонска партија за формирање на новата влада. Ова е наведено поседницата на претседателството на партијата, каде беше нагласено дека можното коалицирање со ВМРО ДПМН или СДСМ се разгледува без да се фаворизира ниту едната од нив. ДУИ нема стратешки партнери и преференции за ниту еден македонски политички блок, туку останува партнер со албанскиот народ. ДУИ ги става интересите за зачувување на стабилноста на земјата пред партиските интереси, изјави Бујар Османи од ДУИ. Не беше наведено кога ќе започнат преговорите и дали тие ќе се одвиваат на ниво на лидери меѓу самите Груевски и Ахмети или ќе се формира преговарачка група. ВМРО ДПМН нема да преговара и нема да дозволи промена на уставот со цел двојазичност на целата територија и продолжување на мандатот на специјалното јавно обвинителство. Реагираа денеска од ВМРО ДПМН по соопштението што го испрати ДУИ. Во врска со соопштението на партијата ДУИ, мултиетничката коалиција за подобра Македонија, составена од 25 партии и предводена од ВМРО ДПМН, повторува и потврдува дека не се согласува, нема да преговара и нема да дозволи промена на уставот со цел двојазичност на целата територија и продолжување на мандатот на специјалното јавно обвинителство. Причините досега се образложени повеќе пати во јавноста, а се темелат на заложбата за унитарна држава, заштита на уставниот поредок, нашите политички заложби изнесени во предизборниот период, Охридскиот ранковен договор, како и договорот од јуни-јули 2015 година, кој оваа коалиција доследно го почитуваше како што беше договорено и подпишано и нема намера да го менува. Во соопштението исто така стои дека независно на исходот околу составување влада во следниот период, независно ќе биде дали ќе се формира нова влада и кој ќе ја формира, и што и да се случи, ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија нема да преговараат ниту пак ќе дозволат промена на уставниот поредок со цел двојазичност на целата територија и продолжување на мандатот на специјалното јавно обвинителство. Од ВМРО ДПМН нагласуваат дека специјалното јавно обвинителство нема никаква врска со правдата. Тоа е политички инструмент во рацете на еден центар на моќ и нивните домашни инструменти за уцена на секој политичар, кој ќе се бори за националните интереси на македонскиот народ и државните интереси на Македонија и нејзините граѓани. Додаваат дека специјалното јавно обвинителство е копче кое ќе биде стиснато секогаш кога било кој ќе се усмели да не игра така како што некој од надвор му сервира и диктира. Специјалното јавно обвинителство е алатка со која се деградира и негира суверенитетот и независноста на македонската држава. Специјалното јавно обвинителство не е независно и непристрасно и нема никаква врска ни со правото ни со правдата. Специјалното јавно обвинителство е инструмент за продолжување на кризата и држење на Македонија во заложништво. И затоа ние никогаш нема да се согласиме Македонија да продолжи да се држи во заложништво и да постои инструмент за дисциплинирање на секој оној кој се бори за заштита на националните и државните интереси. Недозволувањето за продолжување на мандатот на специјалното јавно обвинителство не е страв, туку храброст и пркос, стои во соопштението од ВМРО ДПМН.